Почитувани, добар ден. Ова е најновото издание на Црвена линија. Државните институции и предпријатија со милионски долгови должат за плати, тешко ги враќаат и кредитите и постојано губат спорови и се трупаат нови и нови долгови. Министерства, јавни предпријатија, речиси сите општини се заглавени во милионски долгови. Со долг од над 100 милиони евра, прво на листата е јавното предпријатие за комунални дејности Гостивар. Ревизии има, но како никој да не го интересира за нив. Долгови има, ама одговорност нема. Недомакинско работење, погрешни проценки или длабоко вкорената корупција? Тоа е едно од прашањата во Црвена линија. Сте слушнале ли некој да понесе одговорност? Ова е уште едно прашање во Црвена линија. Кои се тие што во изминативе години постојано лошо ги менаџираат работите? Треба ли некој да оде во затвор за натрупаните долгови? Токму е ова она за што ќе дискутираме денес со вас во Црвена линија, но и задолжително ќе ве потсетиме да не заследите на Инстаграм од овој момент и заедно со останатите инстаграмџи да одговорите на денешното анкетно прашање, кое што гласи: и треба ли ресет на државата? Имате две опции за одговор, едната е да, едната не. Ќе кликнете на вашиот одговор, во проценти пресметано ќе ги соопштиме како и секогаш прочем резултатите таму некаде по рекламите. А оно што со нетрпение очекуваме е секако почетокот на Црвена линија, во кој што секако за да земете учество треба да го завртите телефонскиот број 0230700005. Оно што задолжително треба да го сторите е секако да го намалите целосно и тонот на телевизорот, односно ТВ приемникот, за да нели подобро се слушнеме, за да немате чувство дека некој друг зборува наместо вас, секако веднаш да ги искористите целосно и правилно преку вашите одговори, нашите 90 секунди, кои што се предвидени за секое едно јавување. Ако сте подготвени вие, секако и ние како Црвена линија сме подготвени, па да ги слушнеме одговорите, ставовите, мислењата токму на граѓаните. Добар ден. Дали имаме некого на линија? Добар ден, добро. Еве ќе повториме уште еднаш. Секако она за што денеска сакаме да проговориме со вас е во однос на тоа што навистина имаме огромен број на предпријатија јавни кои што работат со огромни милионски договори. Она што денес сакаме да го дознаеме од вас преку вашето наблюдување и секојдневие, на што се должи тоа? Дали е тоа во однос на недомакинското работење според вас, дали се направени погрешни проценки или сето тоа е причина на длабоко вкорената корупција? Меѓу другото, секако ќе сакаме да слушнеме, еве вие дали сте евидентирали или сте слушнале, се разбира, некој да понесе одговорност за сторените дела и кои се тие што во изминатите години според вас постојано лошо ги менаџираат работите? Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Како беше прашањето уште една за го повторите? Па еве, според вас каде лежи причината за ваквата состојба во државата? Дали е тоа недомакинското работење, погрешните проценки или длабоко вкорената корупција? Па недомакинско трошење, ама темата ви е нешто треба ли да одговара некој како да оди во затвор? Така, имаме и такво. Сте слушнале еве досега некој да одговара, односно да понесе одговорност за сторените дела и кои се тие што во изминатите години постојано според вас лошо ги менаџираат работите? Па тие што ги поставува владата, тие лошо менаџираат. А у затвор не може да одат затоа што немаме толку затвори. Добро. Ќе имате нешто плюс да дополните? Еве според вас и треба ли целосен ресет на државата? Треба и да не ставаат партиски луѓе веќе на одговорни места, да ставаат некои што се учени, што се паметни и што нема да крадат. Добро. Толку од вас. Во ред, благодарам. Вие сте и првиот гледач во ова денешно издание на Црвена линија. Топло препорачуваме да останете со нас и да слушнеме еве кои ќе бидат следните одговори од вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Еве каде го гледате коренот на ваквата состојба? Коренот на ваквата состојба го гледам во тоа што и јавните предпријатија, и општините, и се кај нас премногу
партизирано или политизирано и не сме да се стават луѓе на раководни места по партиски клjuč, него по квалитет, по стручност, а дефинитивно на државата и треба не ресет, него својски ресет и апсолутно за се, за сите тие долгови некои треба да одговара, бидејќи меѓутоа јас не сум досаден во затвор, бидејќи за нив ни затворот не е решение, јас сум многу повеќе за опцијата на тие луѓе да им се одземат имотите, средствата, парите кои ги поседуваат, без иако се обидуваат на милион начини да ги заобиколат, ставајќи на деца, на внуци, правнуци, што ти ја знам, меѓутоа се додека не ги соголиме до гола кожа, на никој нема ум да им дојде. Тоа е моето мислење. Така е, според вас, Еве и ова, кои се тие што во изминатите години лошо менаџираат и затоа имаме ваква состојба? Менаџираат партиите, менаџираат сите, менаџираат пред се. ВМРО, СДС, ДУИ, едноставно кај нас мора да се направи да ресет по токму во таа смисла. Еднаш да ги снеме од партиската сцена и ВМРО, и СДС, и ДУИ, и оваја брем, како ли се вика, да дојдат некои нови луѓе. Со овие ништо, нити ова влада не прави ништо, и таа ја стави директори по партиски клjuč, и таа ја прави огромни грешки, лудости невидени, и тоа е тоа. Благодарам многу за вашите одговори и учеството во Црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, повелете. Дали треба некој да оди во затвор за... Не, сте слушнале ли некој да понесе одговорност? Каква одговорност? Нема никаква одговорност. Се додека нема одговорност. Македонија плаќа тешки камати во сите институции. Во сите институции. Треба некој да лежи во затвор. Пред се. Као второ, треба да се конфискува целокупниот имот негов. Кога државата го плаќа дебело, а човекот игра, мислам министерот тој тамо што е, игра мајтап со државата. Ние имаме случај народен правобранител. Признава дека е хајдут, дека е лопов и судот му носи ослободително обвинение. Условно казна. Каква условна казна е тоа? Па тоа е до вчера бил народен правобранител, сега лопов. Ве молам, внимавајте на изборот на зборовите да нема... како да речем ајдут, како да речем? Не, секако можете да кажете без употреба на погрдни зборови. Еве според вас, целата оваа ситуација е резултат на недомакинско работење, погрешни проценки или длабовко вкоренета корупција? Недомакинско работење е едно. Се тоа што кажавте е во склоп на тоа. Како да речем се, не е лопов, е ајдут. Како да речем, криминалец, како да речем за поинаку. Ова е државата е донесла до тоа дерече да не знаеме, народ не знае кај се наоѓа. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Те не инспириравте во продолжение да направиме една напомена дека Црвената линија веднаш се активира и не прави отстапки доколку се разбира се употребат погрдни зборови, говор на омраза и секако говор кој што алудира на насилство. Јас сум повеќе од сигурна, искуството покажа дека сите гледачи во Црвена линија и како можат да го искажат својот став без се разбира да се користат погрдни зборови. Добар ден. Добар ден, Македонија. Голем поздрав до вас, Стајле. Па еве, оваа целокупнава ситуација во моментот резултат на што е? Тоа пред се на немање чувство за мајка Македонија. Човек кој си ја сака татковината, земјата во која се родил, која моја мајка, родилка што се вели, че си ја сака и че прави добри дела за неј, добри дела и за неј, и за себе, за своите деца, за цел народ. Но некој нема чувство за мајка Македонија. Да се споредиш дека некој кинел на 18-20 години за нас, раце, нозе сечени, тепани, камшикувани, бичени, убивани по планини, оделе голи боси во студови. И сега некој добил можност
да биде премиер, председател, не знам, министер и да ја кради, да ја уништува Македонија. То ти е немање срце, немање душа ни за Македонија, ни за овој народ, Тоа е без чувство нешто, Замисли, Ви се случило, да слушнете некој да понесе одговорност? Па за сега, за жал не, но да кажам дека разликата е голема. Ако Груевски отвораше фабрики во секој град, индустријски зони, улици стотина во Прилеп има асфалтирано. Темата денеска не околу пред се состојбата каде што јавни предпријатија се во огромни долгови. Дали според вас сте слушнале некој да превземе одговорност да одговара? Нема шанси кога октоподот на СДС доминира на секаде со пипци негови на секаде, уште од Асном до ден денеска и за рестарт на Македонија да треба. Оние кои се борија за независна Македонија сега се пак табу тема. Благодарам многу за вклучувањето и секако уште една напомена, не заборавајте да го мерите времето на вашето искажување, 90 секунди е она што отчукува тајмерот, а верувам дека денес ќе ве има во огромен број, дека Црвена линија постави тема за која што и како ќе бидете гласни како граѓани. Ќе потсетиме дека државните институции и предпријатија се со милионски долгови. Оно што е интересно е дека должат и за плати, тешко ги враќаат и кредитите и постојано губат спорови и се трупаат нови и нови долгови. Долгови има, но факт е дека одговорност нема. Она денес што ве прашуваме во Црвена линија, каде ја гледате причината на сево ова? Дали е тоа недомакинското работење, погрешните проценки или длабоко вкоренетата проценка? Дали самите вие сте сведоци дека некој досега одговорил за стореното и кои се тие што во изминативе години постојано лошо ги менаџираат работите? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав многу и до тебе. Значи, многу прашања постави. Многу прашања без кој знае одговора, лал да му е. Значи, толку е... Прво, човекот го снема. Значи, некогаш во некој минато време, кога јас растев, не воспитува да бидеме поштени, да не крадеме, да не лажеме. И поради тоа станавме вакви какви што сме. Сега нешто, Тина, толку се поремети се со луѓево, јас не можам да разберам, толку да се немало осет, да се краде, ајде државата што не презема нешто да те казни, ама ти толку ли, ајде, како немаш чувство дека не треба да крадеш, што е тоа, ја не можам стварно да разберам. Зошто според вас не се превзема ништо во однос на ваквата состојба? Па корумпирани сите, па сигурно поради корупција, јас навистина не можам да разберам. Знаеш што ми е интересно, сите некаде се наместија и си знаат сега дека нема никој да превземе ништо, па тогаш можам и ја негде да бидам директор, така ли е, и било кој да биде, знам ке си крадам, нема, знаеш како? А јас ако украдам една, пример, кило брасно, мене ке ме казнат, да. Ако се возам шверц во автобус, да, ќе ме казнат, не знам колку ќе ми нападат карта. Тие ситните луѓе, знаеш, помали лопови, да речем, ајде така да кажам. А овие што крадат многу, па никој не ги казнува и зошто многу добра тема сте ставиле. Зошто до сега не се превзема ништо на вистина да вратат. Знаеш колку пари да вратат, Тина, знаеш колку усти ќе бидат нахранети, колку ќе бидеме побогати. Вака ќе си крадам баш мегале. Поздрав многу, Тина. Голем поздрав и до вас. Секако останете со нас до крајот на ова издание. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Исто поздрав до емисијата. Благодарам. Па еве ви се случило ли досега да сте сведок дека некој понел одговорност за стореното? До водителката поздрав исто и до сите гледачи слушатели. Благодарам. Видите, јас ќе кажам кратко и јасно. Тоа е организирана кражба, парите се изнесени надвор од државата и никој не му може ништо. Дебелиот крај го извлековме ние граѓаните со минимални плати и со речено питачки стап. Ево, дојдовме во состојба, во Струмица, во шишина вода да пиет. Замислите 21 век во шишина да набавлят вода за да пиет.
Значи, до сега се крадело на големо. Кој стигни кради. Сега ова влада ако направи нешто, ке направи. Видиш, фала му покачија пензии, покладува 10 лекови на позитивна листа, школството го оживеа, набавија учебници и ред други работи. Немам зборови, ова влада е секоја чест. Значи, до сега било хаос. Сега овие нека продолжат со добри дела и свејкна да му е. Фала ти на што ми остапивте време, Господ здрави и успех по работа. Благодарам, само судово да се враќа. Секако времето, драге мои, е посветено во црвена линија целосно за вас. Секој од вас со јавувањето на 023070005 има свој 90 секунди и доколку еве и не достигна тие 90 секунди за да го искажете својот став, секако можете повторно да го завртите бројот за нови 90 секунди. Тука и секако ќе ве потсетам да задолжително не заследите и на социјалните медиуми. Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија, и тука се објавуваат темите за кои што говориме со вас, така да и по завршувањето и во тек на Црвена линија, што би се рекло 24/7, може да земете активно учество токму преку коментари. Но драго ќе ни биде оваа Црвена линија, секако да одикнува со вашите одговори во живо. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте. Дали ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Се јавам од Струмиц. Поздрав до струмичани. Прв пат, ве слушам. Ке ве замолам, бидете малко потихи вие и сослушајте ги слушатели. А во однос на темата? Во однос на темата, дали некој, ве молам, како телевизија, вие направете статистика. Кој од јавната администрација е казнет, бил во затвор и го изгубил работното место. И треба ли ресет на државата? Не ресет. 3 пати ресет. Благодарам за вашето учество во Црвена линија и секако благодарам и за укажаното, особено уште поголемо благодарам за дадените одговори на денешната тема. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, Лјупчо. Па И до мене. сте биле ли И од сведок мене. до сега некој да одговара за сториното? Видите, како ќе одговарат кога сложника луѓери у петок мрсат? Дали ме разбирате? На народната. Тоа е една работа. Втората работа, не знам, вие сте помлади, ние кога учене марксизам и имаше една дефиниција за технократите. Вика, многу лоши се пише на државата кога ќе дојдат технократите на власт. Ние сега моментално патиме од технократизмот. Зошто? Па видите, власта ја држат тие учените. И тие си ги стелуваат законите онака како што нив им одговара. Кога дојде ситуација да Уставниот суд примена она бугарското пупу не важи, тази дупка не е дупка, или тоа што сме го кажале пред 6 месеца веќе не се важи, тогаш како вие правда и што очекувате во државата другите подолните да работат? Кога највисокиот суд во државата или кога имате врховен судија во затвор за примање мито кој се спогоди со судот и доби 3 години затвор, а пазете за недокажано дело политички прогон, вие имате човек што лежи 8 години затвор. И тогаш што очекувате вие понатака? Ја дојдов на таа понапред го тврдев на сите дека ние треба да одиме во стечај и да бидеме под меѓународен борд како што е можеби Босна,
Меѓутоа сите се правиме дека не ние вака е така. Повелете, стражили сте, гледајте. Дојдовте на моето. И сега ќе викаме вака или онака. За да некој оди во затвор за тоа што го прави, некој треба да го суди. Како ќе го суди кога тие седат заедно јадат и пијат? Дали ме разбирате? Денеска е многу лошо да поминете на патарина, ете како денеска фамозното полицајците поминуеле без патарина, а МВР им плати. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Секако и напомена да се внимава на оние 90 секунди. Неопчо е редовен гледач, секако редовно и учества, така да познато е тоа правило. И еве конкретно неговото излагање во црвена линија некако не насочи да ве потсетиме задолжително доколку сакате целосно да сте информирани и квалитетно, секако telma.com.mk, а задолжително како вестиве на денот да се задржите и на овој наслов, каде што вели дека вработени на Патарина Романовце 959 пати пропуштиле полицајци без да им наплатат. Недомаќинско работење, погрешни проценки или длабоко вкоренета корупција? Според вас, што е причината што долгови има, а одговорност нема? Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Добар ден, Пинеј. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поздрав од Кавадарци. Поздрав до Кавадарчани. Првен за Лупчо да кажам. Лупчо може професор да ни биде. Тоа што го зборува, сето е така, нека слуша цела Македонија. Дарба има човекот и на читане. Сето е така, развижливо и читливо, кажува човекот. Ама ни таков народ и џабе. Сега на темата да кажам. Треба ли некој затвор да оди? Македонија е милиони 700, 4 милиона арамиите. Може ли бе Груевски летне го намалеа, Мијалков, сите ги пуштија, обичните луѓе у затвор за 5 чипапчи и за 10. Срамота е власт, луѓе. Криминалци невидени. Како може да ги ослободат овие? Треба им пајте да му иземат на Мијалков, на Груевски. Кажете ми, во што ја, се извинувам, во што ја гледате причината? Во недомаќинско работење, погрешни проценки или длабоко вкоренета корупција? Ама правната држава не функционира, Тине. Нима судство, нима ништо. Криминалци до тие и тие. За вие 30 години се се изкраде, бе. Може ли ти пуштиш Мијалков и друзи тамо и од СДС, да пајте ќе му иземам и у затвор ќе одам. Не, они помилување му дават. Срамота е, ништо од Македонија не бива. Еве, слушай што ми кажи. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Ве молам, намалете го целосно тонот на телевизорот. Добар ден, ако сум јас. Да, добре ни додавте во црвена линија. Ако сум јас, дали сум јас на линија? Да, ве слушаме, повелете. Так. Треба ли некој, па да ви кажам, како не треба? Дека некој за вакво нешто, значи јас сум најголем противник некој да оди во затвор ако направил нешто, со тоа сум одземе му све што има и остави го да почне од почеток. Меѓутоа некои случаеви треба. Значи ова е како да кажам, сите преседани што ги користат, а не значи ти дека си, ако мислам дека се беше за полициски лица, така бар, како што го слушнав, меѓутоа не е битно да е злоупотребува службената должност. Значи кај нас со таква злоупотреба на службена должност, ние граѓаните дојдовме на просачки стап. Значи он има поголеми плати, има работа, има све и одозгора на сето тоа му е малку и уште да може да искористи. Значи, ја не знам каков ген е тоа во луѓето, да никој пат не може да рече чекај нешто ќе дадам што треба да се дадем. Значи, ти не даваш поклон, сите плаќаат плати, ти зашто? Ти за тоа взимаш плата. Значи, имаш овако, значи, не да иде у затвор, ја не знам дали ќе го собере затворон од вакви што има еден куп, што прават вакви пропусти и све. Додека кај нас тоа така не се казнува, ние ништо не правиме. А тоа сите го знаеме и сите го гледаме. За жал, полициски службеници и ајде и ред други, сегдека имаат привилегии, затоа што сегдека одиме, гледаме каде, како доаѓаат, како функционираат, како проаѓаат и све, и на сите тие привилегии сегдека што...
Ке подсетам 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Благодарам многу за одговорите во црвена линија. Го имам и првиот коментар, се разбира, на Facebook профилот на црвена линија. Еве, ќе може и да ви покажам како изгледаме таму. Низ фотографија поставено е прашањето кое што всушност е и централна тема во ова денешно издание, а тоа е треба ли некој да оди во затвор за натрупаните долгови и треба ли ресет на државата. Турка ни беше напишал, нормално, треба да одат во затвор. Недомакинското работење, погрешните проценки или длабоко вкоренетата корупција се според вас причина за обемните огромни долгови и според вас зошто одговорност нема? Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден, госпоѓа Тина. Добар ден, господине Златко. Да, ви Ве благодарам што ме вклучивте. Сакам нешто да кажам за вашата тема. Многу е убаво поставена и треба 1000 пати ресет на државната администрација. Било судови, било обвинители, не знам кој све, и во затвор луѓето некако треба да завршат тие што се огрешиле. Треба ли некоја вселенска агенција да работи на тоа, на правдата кај нас? Имајте убав ден вие и нашата телевизија, господја Тинче. Големо благодарам, господине Златко. Еве, интересно, господина Златкова постави уште едно прашање, дали може би за ресет и спас од ваквата состојба треба да се најми вселенска агенција. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Ало, Добар ден, во црвена линија сте. поштовање госпожа. Голема почит и до вас секако. Треба ли некој да оди во затвор за натрупаните долгови? Не треба знак прашалник. Него како тоа? Значи треба да оди. Ама тоа нема да се случи. Зашто? Во овие 30 години 5-6 луѓе со прсти да ги наброиме жртви, отпочнувајќи од транзицијата до Вилутон, до торбата на Боки и на тој Милевски, завршија во затвор. Дали некој затвор отиде од тие што направија проблем во државата 2001 година? Никој. Окрка, што викаме по-нашински, Тарчуловски, Бочковски. Не треба да се праша, треба да оде, ама како вика пословица, куќе со куќе не се касаат. Кого ќе? Кога сите тие се поврзани адвокати, со суди, со извршители и со винители. Затоа рейтингот 2%, а дали и 2%. После Запад, кој ни кажуваат, се љутиме. Па Запад појќе знаат него ние обичните луѓе. Тука тие амбасадори све се под наводници, кодочи, тие работат. Значи све што се случува, све знаат во Запад. Ние обичните луѓе не знаеме. Статистика. Не знаеме колку има народ, луѓе, колку има во фабрики, колку. Прашајте некој од западните земји, све знаат, од западните амбасадори. А треба да оди. Никој нема ни да оди. Почнувајќи од градоначалниците што преку тие тендери, мендери на тепа станови. Благодарам и вам за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Па вака од 91 наваму многу луѓе се офајдија од тоа што остана од бившиот систем, од фабриките, од индустријата, од стопанството, од сите работи. Сите работи ги пикнаа в джеп. Лопави се нормално. Без разлика ти што не сакаш да ги нарекуваме така, меѓутоа не треба само некој од на пазарот тезга да му укради некоја кружа или било што, па да го наречеме лопов. Туку лопи и овие се лопови, исто така, крадат народно, крадат уште полоши се, уште полош тип на арамии се, то може да се рече. Дека се осудени, не се осудени. Како која влада ќе иди, сите си се ослободуваат. Дури има и приказно дека Заев му го даде авиончето на Груевски да си оди во Маđarска. Дека Груевски не отпатува ни во багажник, ни во ништо. Едноставно... Еве, според вас, каде го гледате решението? Потребен ли е ресет на држава? Решение јас не гледам никакво. Око лако му е во прашање, и понатаму ќе се кради, и понатаму ќе се прават далавери,
И еве го, имаме и народен правобранител кој што исто така и тој исто така правеше. Благодарам многу за учеството. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, убав ден, среќен ден. Среќен ден и вам. Повелете. Благодарам. Овака, прво јас ќе кажам, значи треба да се одредат ревизори, контролори, значи на кој ќе има ревизија на оно што го контролирале. Се извинувам, ќе ви додадеме секунди. Факт е дека ревизија има, но како никој да не ги интересираат резултатите од ревизија. Тоа е проблемот, што значи ние формираме комисии, формираме ревизии, формираме све, ама на крај викаме едно: формирај комисија да не се реши проблемот. Затоа ни се случува. Сега одека ќе изјавам предпоследно, значи градоначалниците толку се офајдија, толку се нафатираа, што стварно дури не знам како да кажам, дури еве имиња не кажувам. Имаме еден градоначалник кој што во Скопје има скоро во секоја нова зграда стан и него не му викат по име градоначалниче, тој му викат здраво комшија. Да речеме, такви има многу. Меѓутоа мене ми е чудно како може јас како работодавач, значи ако не ми оди фирмата, ако не можам да работам, да исплатам личен доход, јас одам во стечај. Како не може да иде на општина, еден градоначалник, да оди во стечај, затоа што не ги исполнува условите, не ги исполнува задачите, а натрупа повеќе работници, значи службеници од оно колку што му треба. Затоа така не треба затоа да се засидат во стечај и да се припорат тие што да се во друга да соседна општина али да оди без. Ке посетам само, внимавајте на тајмерот. Ке ве прифрлам и кај Твитер заедницата, каде што секако на темата корупција, долгови, одговорност, ги издвоивме твитовите кои што сакаме да ги споделиме со вас. Македонец напишал: па тие се играат меѓу себе. Крадат додека се на власта, кога ќе дојдат другите, демек ги апсат. А всушност се рекетираат и цело време исто вртење во круг. Да му застаре на еден, ќе речеш, ај случајно. Ама ова веќе се десетици, ако не и стотици случаи што им застаруваат за милиони. Долгови има, ама одговорност нема. Денес ве прашуваме недомакинското работење, погрешни проценки или длабоко вкорената корупција се причините според вас за енормната количина на долгови кои што ја имаат јавните предпријатија. Дали сте слушнале досега некој да одговара за стореното и кои се тие што во изминативе години постојано лошо ги менаџираат работите? Добар ден. Здраво. Здраво. Црвена линија. Еве да речеме, студенти ги измалтретираат тие вакви некои поранешни министри, директори, значи со тоа што ќе ги праќаат по шутки, по овде, по ондека у притвори. После као ќе им пресудат, па после као му пресудиле што му пресудиле, па ајде сега он као тужи и тоа завршава во Страсбур и Страсбур одма после вика не биле тие соодветни мерки начини на судење во вашата држава, треба човекот сега да се обештети, еве да речеме Миле Јанакиевски, пак ќе го спомнам како најсвеж пример, али и тука и та Гордана Јампуловска и има многу. Али што е најинтересно, нема ни еден да биде необештетен. Значи, обавезно ќе бидат обештетени и тоа со благослов на Страсбур. Па вака би рекол ја, значи, сета работа за овакви криминали до сега, за овие 30 и кусур години што ги правела секоја номенклатура на власт, била благословена од Западот. Западот им давал можности да грабализам на велико да се прави, со тоа што утре ќе бидат компрометирани и у секој време ќе имаат за нив аргументи за било каков криминал, ако станат непослушни. Заради тоа, само треба на глобално ниво, значи нешто се смени во глобална политика на планетава Земја, па за да можеме да дојдеме на ред, овие обвинители и суди да ги ставиме во ред и да почнат да гонат криминал. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за вклучувањето. Добар ден. Добар ден, Тина.
Добар и најубав ден. Па еве, какви одговори имате на денешните прашања? Сте слушале ли некој да понесе одговорност до сега? Никој не понесува одговорност, ба как? Тоа нема шанса. Зошто нема шанса? На колегава мој што говореше пред мене, од Словенија, министерката нашата од Валандово, за еден сигнал што направила со службеното возило е извадена од министер за информатичко општество од Словенија. Пред се, сакам да го демантирам нешто, да му кажам, културата владее кај нас, не културата владее кај нас. Ние сме Балкан. Знаете до кај беше Балкан. Турцизмот, како да се изразат. Ако не го подмитиш, не можеш да успееш нигде. Ни во градско веце не можеш да влезеш ако не дадеш некому рушвет. Те е тоа поврзано, а другиот свет е друг свет. Да не коментираме. И кај нас сите политичари, сите родени кои што сакаат да се нафатираат, те паркираат во штабовите партиски. Одат тамо се учленуваат, знаат зашто. Те си стана раководител, те си натрупаат долгови, те си станат градоначалници, 30 милиона, 40, никој никаква одговорност не сносува. И ако сноси одговорност од 3 до 2 години, со тоа што тие се ослободени од својата партија и со своите сопартици или опозиција и позиција, не си вадат очи меѓу себе си. Ние ќе си патиме и ќе се збориме, ама ќе патиме многу. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме Црвена линија? Повелете. Дали се слушаме во Црвена линија сте? Добро, да не биде само мој монолог, секако повторно одиме во светот на Твитер заедницата, каде што ќе споделиме уште еден твит. 903 напишал: владата на СДС го донесе законот со кој делата за корупција при јавни набавки застаруваат по 5 години. Значи може да проневери милион еврики, било кој и да го влече предметот по судови или било како и застарело делото. Сте слушале ли, почитувани мои, некој да превземе и понесе одговорност? Кои се тие според вас кои што во изминатите години постојано лошо ги менаџираат работите, па јавните предпријатија ни толнат во се подлабоки и поголеми долгови, а одговорност нема? Добар ден. Добар ден, Македонија. Повторно нови 90 секунди, повелете. Па, за жал, во наша Македонија в затвор досега се лежани наши македонски патриоти, Ливе Бошковски и Трчуловски во Хаг. Трчуловски 9 години, отие сакаше и бранеше Македонија. Овие кои сега се в затвор и тие по 16-18 години отија сака и бранеа Македонија. Ја бране Македонија во чие име Заев се колнече во своите родени деца. Ве молам, кажете ми вака сега, кои се тие според вас кои што во сите изминати години, значи од осамостојувањето, погрешно ги менаџираат работите, па имаме ваква ситуација? Значи, не само од 8 август наваки, не баре пред 8 септември не баре беше сјајно супер. Таа иста комунистичка важна номенклатура 80 години прави огромни штети, кога Мариово, еден огромен регион, Битолско, Мариово, Прилепско, Кавадаречко, го испустија. Не само тоа. Цели региони ги испустија во време на СФР. Во многу села ни пат однесоја на време, ни кабел струја однесо. Тоа е уништување на тие плодни земјишта. Тоа е пропаст исто. Значи, СДС 80 години прави тешки злодела и предарства. Мрази македонско, затвора македонци, затвор честни, вистински комунисти или патриоти, и тука е проблемот, немање љубов кон Македонија. И ВМРО е тоа кој прави добри дела, фабрики, значи автопати. Благодарам за новото репето 90 секунди. Би5 напиша: кој го донесе законот за брзо застарување на кривични дела од корупција?
Според вас сте слушали ли некој да понесе одговорност, каде ги гледате причините, тоа што на денес прашуваме во црвена линија, според вас дали е тоа длабоко вкоренетата корупција, недомакинското работење или целосно направени погрешни проценки? Добар ден. Добар ден. Јас одма ќе одговорам на прашањето. Треба ли некој да си оди во затвор за натрупаните долгови? 1001 треба сите да одат. Меѓутоа, како да кажам, оваа власт се уште е немакна заради тоа што нели гледате ДУИ и СДС толку се поврзани, толку ги имат уште од нивните редови таму, така да не знам некој дали може да ги расчисти, како Абази, како некои други. Не ми се верува овој Филипче. Колку многу... Ма ве молам, ова е проблем кој што сме сведоци сите овие години од осамостојувањето на државата. Зошто е тоа така и никако да се искорени? Затоа што тоа е така, затоа што не работи судството, затоа што не работи судството, не работи, затоа и ова доверба нула, не работи обвинителството. Сите од 30 години наму, од 2001 намаму, сите се поставени како што они сакат, роднини, свето тоа. Не гледате судството, уопште не работи. Они така ви викаат. Ние само кажуваме, а не треба да применуваме. Се има обвинителство. Обвинителството друго кажува. Значи, никој не работи во државата. И оваа власт се поводи во многу лошо време. Она убаво си ја тргна работата. И верувам дека ќе ја заврши, само му треба малку време, прво да се упатат каде, што, кој, и ќе дојде време, јас се надевам дека оваа власт ем ќе помогне, ем ќе има многу во затвор. Само треба трпение, спасение, така рекла старите. Благодарам ти на и се најубаво. Се најубаво, благодарам и вам што земавте учество во црвена линија. Ево уште еден твит. Ивица напишал: не можат ни да разберат каде сгрешиле, не ни разликуваат што е корупција и непотизам. Работам за странска фирма која беше принудена да прави тестови тука и едва ги поминуваат тие тестови нашите луѓе. Транзицијата не оштети многу. Според вас, каде ги гледате причините на ваквата состојба пред се на јавните предпријатија кои што од година во година влегуваат и тонат во огромни долгови, а факт е дека одговорност нема? Зошто е тоа така и дали сте сведоци дека некој досега одговарал за стореното? Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Дали македонската јавност знае колку јавните предпријатија взимаат на трансакцијска сметка пари луѓе што се во странство, во Хрватска, тие се таму, а овде на трансакцијска им легнуваат пари затоа што тие што се на власт не го гледат списокот што на кој лица им се влегнува пари. Пензионери од 70 години как ги стават како да се вакво на сезонци. Тоа дали го знае македонската јавност? Дали знае дека се купува материјал наводно за потребите на општината било каде? Тој материјал оди по викендички или куќи на тие што се таму обработени. Тоа треба да го знае македонската јавност. А според вас како може тоа целосно да се искорени? Како целосно и тие надни знаат дека тоа се случува, најверојатно си ги делат работите, тендерите си ги наместени. Не знам како да ви кажам. Еден куп сезонски работници се надвор од државата што се на список на трансакцијска им легнуваат парите. Тие ги земат парите што се тамо. Не може да ги земе тој што е в надвор. Керки, синови и зетовци се надвор во државата, а тука на трансакцијска им легнуваат пари као да се сезонски работници. Такво имам јас личен пример со тоа што го знам. Така, благодарам многу што споделивте со јавноста на што сте сведок, токму поради тоа и постои црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, ќе продолжиме и понатаму со твитерџи. Керката на Марта го има напишано следново.
Тотално надвор од здрав разум плаќаат милиони евра во кампања за да дојдат на власт, за потоа да се ја сечат самите гранката на која седат со глупости, криминали, епска неспособност и пропаганда како пред 100 години. Доволно е да прошеташ низ Скопје да видиш кој колку го бива. И треба ли ресет на државата? Не, сега во продолжение она што треба да погледнеме, бидејќи времето наложува, се рекламите. Во овој дел по рекламите во црвена линија останува и да ви ги соопштиме резултатите од Instagram Story анкетата на прашањето и треба ли ресет на државата. Со да одговорија 82%, со не одговорија 18%. Заследете не на Instagram и секако на Facebook, земајте активно учество и преку коментари во текот на целиот овој ден. И секако не заборавајте повторно да бидете активни, да ја креирате црвена линија заедно со нас. До утре, ве поздравувам и ви посакувам пријатно попладне. Довидување.